СДС ги потценува прилепчани. Кандидатот на СДС за Прилеп, Илија Јовановски, иако бил советник во Советот на општина Прилеп, нема основни познавања за функционирањето на локалната самоуправа. Но затоа има познавање како да го полни сопствениот джеп. Јовановски во својата програма, која најверојатно изготвена на брзина, колку да се рече дека има програма, како и на претходните избори, се води потеркот „ке ветуваме се, без разлика дали има или нема логика“. Но, господине Јовановски, прилепчани нема повторно да ги прелажете. На местото на старата општина ке сте граделе бизнис центар, а не знаете дека основната намена на земјиштето е колективно домување. Давате ветување за гасификација, па уште потенцирате дека гасот ке го увезувате со цистерни од најблиската држава. Дали воопшто имате направено студија, финансиски план, анализа, дали ова ваше авантуристичко ветување е исплатливо или не? Само да ве подсетиме. Процесот за гасификација на Прилеп го отпочна владата на ВМРО ДПМН, при што со изградбата на трасата Неготино Прилеп Битола во вредност од 37 милиони евра, Прилеп ќе беше гасифициран до крајот на следната година. Гасот со цистерни кој го ветува Јовановски, прилепчани ќе го платат поскапо од струја. Илија Јовановски во еден мандат ќе изградел и кино и театар, оти Прилеп немал. Жално за човек кој претендира да е градоначелник да не знае со кои објекти располага градот. Прилеп има ново кино во кое има и 3D проекции, а во градот функционира и најдобриот театар во Македонија. Ке ве надополниме и тука. Прилеп требаше да добие нов театар, чија изградба ќе започнеше оваа година, но владиното мнозинство во парламентот преку ребалансот на буџетот го отврли и немаше слух за буџетските амандмани од пратениците на ВМРО ДПМН. Илија Јовановски ја критикува општина Прилеп, оти само последната година одделила средства во висина од 3 милиони денари за фудбалскиот клуб Победа. Според него, општината направила грешка и сумата требало да биде многу помала. Една порака. Спортските клубови во градот и понатаму ќе имаат поддршката од локалната самоуправа на чело со Маријан Ристевски. Почитувани, ваквиот несериозен човек нема да помине кај граѓаните. Прилеп е град кој заслужува најдобро. Маријан Ристевски докажа дека има визија за европски Прилеп. Со поддршката за него и советничката листа на ВМРО ДПМН, општината ќе продолжи да се движи во позитивен економски развој. Ви благодарам.